Добар ден, ученици! Добре дојдовте на видеочасот по македонски јазик за второ оделение. Наставна содржина: големи и мали печатни букви З, Ж и Ш, програмско подрачје, почетно читање и пишување. Цел на часот: ученикот да ги воочува гласовите во различни позиции во зборот, да се оспособи правилно да ги пишува големата и мала печатна буква З, Ж и Ш и да се оспособи да ги препознава символите на гласовите и да ги поврзува во зборови. Потребен материјал за овој час е учебник по македонски јазик, тетрадка за почетно пишување и училишен прибор, гума и моливче. Часот ќе го започнеме со играта на буква, а на која буква ќе ни откријат три другарчиња: Зоки, Жаклина и Шила. Тие оваа игра ја играат така што неизменично кажуваат зборови кои започнуваат со почетната буква од нивното име. Прв почнал Зоки. Која е првата буква, односно на која буква започнува неговото име, ученици? Така е, буквата З, и тој ќе ни кажува зборови кои започнуваат на буквата З. Зајак е првиот збор што го кажал Зоки. З, зајак. Буквата З и во зборот зајак е на почеток од зборот, односно прва буква. Жаклина ја продолжила играта. Жаба. Во зборот жаба буквата Ж е исто така на почеток од зборот, односно прва буква во зборот. Шила кажала штрк. Штрк. Ш, прва буква на почеток од зборот. Играта ја продолжил Зоки. Зелка. З, прва буква во зборот, на почеток од зборот зелка. Желка, кажала Жаклина. Ж, прва буква на почеток од зборот желка. Шешир. Во зборот шешир буквата Ш ја има два пати, на почеток и во средина од зборот. Зап. Во зборот зап буквата З е на почеток од зборот. Жирафа. Ж на почеток од зборот, прва буква во зборот. Шноли. Буквата Ш е прва буква во зборот, односно на почеток од зборот. Играта завршила, а кои букви ќе ги учиме денес, ученици? Така е, денес ќе ги учиме, односно да ги пишуваме големите и малите печатни букви З, Ж и Ш. Според зборовите кои ни ги кажуваат, значи Зоки, Жаки и Шила, можевме и да погодиме. Но, пред да почнеме да ги пишуваме, да се подсетиме на што треба да внимаваме при пишувањето. Кога пишуваме? Пишуваме од лево кон десно во редот. Не притискаме со моливчето додека пишуваме. Моливчето слободно го држиме со прстите, со рачето. Не излегуваме од линиите во редот и внимаваме на растојанието помеѓу буквите. Можеме да почнеме, а ќе почнеме со буквата З. Како се пишува буквата З, голема и мала печатна буква З во тетрадката за почетно пишување? И големата и малата буква З можеме да воочиме дека исто се пишуваат, но да започнеме. Буквата З се пишува со два полукруга надесно. Полукруг до средишната линија од редот, односно линијата која што е на средина, и полукруг од средишната линија до долната линија од редот. Внимаваме на растојание помеѓу буквите. Ја пишуваме следната голема печатна буква З, полукруг до средишната линија во редот, полукруг до долната линија. Продолжуваме до крајот на редот да напишеме голема печатна буква З.
Малата печатна буква З се пишува исто и како големата, со тоа што се пишува во делот за мали букви, а тоа е од средишната линија до долната линија во редот со два полукруга надесно. Малата буква З ја пишуваме до крајот од редот. Така е, ученици. Следната буква е буквата Ж. Како се пишува буквата Ж во тетратката за почетно пишување? Почнуваме. Големата првен печатна буква Ж. Права исправена линија на средина. Потоа, од левата страна, накосена линија надесно, која продолжува до подсредишната линија, а од неа права накосена линија од десно кон лево до долната линија на редот. Исто така и од другата страна. Права накосена линија од десно кон лево до подсредишната линија малку продолжуваме, а потоа пак права исто накосена линија кон десно до долната линија на редот. Внимаваме на растојание со прстето, ја пишуваме следната буква Ж, голема печатна буква Ж. Права исправена линија на средина, од левата страна права накосена линија која што продолжува до подсредишната линија, од неа права накосена линија на лево до долната линија од редот, исто и од другата страна. Права накосена линија од десно кон лево до подсредишната линија, а потоа права накосена линија кон десно до долната линија на редот. Редот во тетратката за почетно пишување, значи го пишуваме со голема печатна буква Ж. Малата печатна буква Ж се пишува исто и како големата печатна буква Ж, само во делот за мали букви, а тоа е од средишната линија до долната линија во редот. Се пишува на ист начин, со истите елементи. Внимаваме на растојание помеѓу две букви и ја пишуваме и малата печатна буква Ж. Така, до крајот на редот. Следната буква која што овој час ќе ја пишуваме е и буквата Ш. Како таа се пишува во тетратката за почетно пишување? Се пишува со три прави исправени линии, 1, 2, 3. Внимаваме на растојанието помеѓу овие три прави исправени линии, да не се премногу блиску, па не да не си премногу оддалечени една од друга. И една права легната линија на долната линија од редот, која што ги поврзува овие три прави исправени линии. Растојание со прстето мериме до следната голема печатна буква Ш и повторно три прави исправени линии и една права легната линија на долната линија од редот и до крајот од редот пишуваме голема печатна буква Ш. Малата печатна буква Ш се пишува исто како и големата, само во делот за мали букви од средишната линија до долната линија. Три прави исправени линии, една права легната линија. Растојание помеѓу буквите, три прави исправени линии, една права легната линија која ги поврзува трите прави исправени линии и продолжуваме да ја пишуваме и малата печатна буква Ш до крајот на редот во тетратката за почетно пишување. Следна активност, ученици, која буква недостасува во зборот? Но буква која недостасува во зборот е една од буквите кои што сега ги пишувавме, а тоа е буквата З, Ж или буквата Ш. Имаме сликички горе, а под нив имаме зборови. А во секој збор недостасува првата почетна буква. Прва почетна буква, а тоа е една од трите букви кои што денес на часот по македонски јазик ги учевме. Ќе ги кажеме уште еднаш, кои беа? Така, З, Ж или буквата Ш. Првиот збор. Која е
првата буква што недостасува за да зборот биде целосен и зборот го има и прикажан и со сликичка. Зебра, така е ученици, зебра. Го поврзуваме со сликичката, односно сликичката со зебрата. Вториот збор, жаба, така е ученици. Поврзуваме со сликичката со жаба. Третиот збор, кој што зборе од 3 букви, а првата почетна буква е шал. Поврзуваме со шалчето. Следниот збор, зајак, така поврзуваме со сликичката зајак. Од другата страна имаме уште 2 збора, кои се почетните букви што недостасуваат. Желка, така е, ж, желка, поврзуваме со желката. И последниот збор, според и сликичките што се горе, односно сликичката која ни остана, можеме да погодиме дека е штрк. Буквата Ш и поврзуваме со сликичката, односно со штркот. Одлично. Домашна задача, ученици, ќе имате да напишете неколку кратки реченици со зборчиња од претходната активност и со изучените букви. А тоа беа зебра, жаба, шал, зајак, желка и штрк. Ученици, ви благодарам. Се гледаме на следниот видеочас, а до тогаш довидување.